25 август 2015 година, почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ телевизија. Во продолжение следуваат регионалните вести. И годинава пред стартот на бербата на винско грозје, несогласувањето околу откупната цена продолжуваат. Лозарите бараат повисока цена од лани, визбите даваат помалку. Производителите на грозје ја утврдија цената по која ќе можат да ги покријат трошоците за производство. За родот од годинашнава реколта бараат 15 денари за црното грозје и 13 за белото. Ваквите пресметки не им се допаѓаат на винариите. Тие и годинава сакаат да наметнат пониска откупна цена и од минатогодишната. Биле расположени да платат само 12 за црното и 10 денари за белото грозје. Ние направивме пресметка колку чини производството на килограм грозје. Цените што ги бараме можат да ги покријат трошоците за производство. Она што го нудат визбите е пониска цена и од минатогодишната, која беше 13 за црното и 11 денари за белото, вели председателот на Агротиквешија Љупчо Аризанов. Тој информира дека досега се одржани 3 состаноци со винарските визби и министерот за земјоделство. За наредниот понеделник била договорена нова средба на која повторно на дневен ред се откупните цени на винското грозје. Лозарите не се задоволни од понудената цена на визбите, бараат државата да се вклучи и годинава и да се формира за гарантирана откупна цена која нема да им направи хаос во производството. Во екот на бербата на трапезното грозје го посетивме откупниот пункт на компанијата Пеца Комерц, колони со возила пакувано грозје со одличен квалитет. Репортерскиот извештај е на колешката Мирјана Мукајтова. Година на грозјето, задоволни лозари и откупувачи на трпезно грозје. Ова е општиот впечаток кој го добивме на откупните пунктови на двете кавадаречки компании Пеца Комерц и Кав Комерц, каде непрестано се нижат возила натоварени со трпезно грозје од сортите Кардинал, Мишел Палиери, Рибиери и Викторија. Откупната цена се движи од 20 за Викторија до 25 денари за останатите сорти. Откупеното грозје се плаќа за 7 до 10 дена. Важна информација дека целото понудено квалитетно грозје ќе биде откупено од лозарите. Се наоѓаме на откупниот пункт на една од најголемите компании во Кавадарци која откупува трпезно грозје, Пеца Комерц. Разговараме со собственикот Влашко Темов. Какво е грозје во годинава, како тече откупот на трпезно грозје? Добар ден, право да ги поздравам сите земјоделци кои ни носат грозје. И оваа година е добра година, година на грозјето, година со добар квалитет, година и со квалитет и со квантитет, значи и со количина на грозје. Планираме дека сите понудени добри количини од страна на земјоделците ќе ги откупиме, така што е сега нели во овој момент откупуваме Кардинал, кој што е во крајна фаза, више се обра. Не е целосно обра, меѓутоа е во крајна фаза на берба. Сега почнати се сортите Мишел Палиери, Рибиер, уште Викторија се бере, така да нели работиме со цени добри, сматрам за оваа година, 25 денари по кило за Мишел Палиери, Рибиерот и тој така 25 денари. Викторијата нажалост оваа година е со пониска цена, таа работиме со 20 денари по килограм нето грозје. Таква е оваа година за Викторијата, меѓутоа од другите сорти се добри. Побарувачка на црвените сорти е побара? Оваа година побарувачката за црвените сорти ја има повише и така да е подобра. Да. Рековте дека убаво оваа година ја одликува квалитетно грозје. Да, ова Што е она што треба да им се порача на лозарите кои берат трпезно грозје? Значи, ова година е година на грозјето, малте не речена. На почетокот на годината имаше врнежи кога требаше, сега не остави значи, да имаме добри сончеви денови и грозјето само по себе и со добра заштита си е добро. Значи им препорачувам на лозарите да берат она што треба да се бере, да се стави во гајба, да имаме добар квалитет во гајба, за да имаме ние добра понуда и добар пласман на трпезното грозје. Што значи, секој производител треба сам себе да си ја чува она квалитетна линија за добра цена. Да. Стручњаците од лозарството велат дека околу 30 степени е најдобриот период за зреење на грозјето. Да. И доколку се задржи овака,
ваква температура ние ќе имаме навистина добра берба на трпезни сорти. Кои сорти ги очекувате уште? Па добро, оваа година, нели, сега кога на крајот ни се спушти температурата во берба, е една феноменална температура за берба на грозје, да не може и грозјето, нели, да трпи многу штети од сончевите зраци. Значи, бербата сега тече добро, меѓутоа ги очекуваме уште, нели, Мускат Италија, сега почна, реков, Мишел Палиери и Рибиерот, почнуваме потоа рано уште за афусалето, али оваа година стварно за сега е добра година за грозјето. Да. Дали откупувате само од тиквишијата? Не, ние откупуваме од тиквишијата и пошироко, нели, со некои комбинати кои што сме, нели, во добри односи, мислам плантажи, така поголеми плантажи, меѓутоа најголемиот делни откуп со индивидуалните производители од кавадарци. Добра информацијата кога рековте дека целото понудено квалитетно грозје ќе го откупите. Дали имате одреден лимит или која е? Не, ние имаме своји ладилници, капацитетите ни се добри, што во поодминатите години и самите земјоделци знаат за нас, во секој случај, нели, секое добро грозје, понудено квалитетно грозје, ние не сме го вратиле назад. Затоа што имаме капацитет каде да го сместиме грозјето во нашите ладилници. Кога е вишкот, нели, шпицот, кога нема понуда на пазарите, а треба грозје да се обере, ние го береме грозје, го собираме и го ставаме во нашите ладилници и потоа се продава, се транспортира до инопазарите и така. И тука во земјава. Дали можеме да кажеме една бројка на планирано откупено грозје трпезно? Мислам, тоа е малку неблагодарна работа планирано да, во секој случај да. Се бориме да бидеме над милион, над и 2 милиона кила грозје, меѓутоа се зависи од ако имаме 2 милиона планирано грозје за откуп, ние мислам нас не е 2 милиона планирано, меѓутоа колку ќе откупиме тоа не зависи од нас. Тоа зависи од понуденото грозје. И она што е најважно за лозарите, како тече исплатата на откупеното Па грозје? исплатата ние во секој случај вршиме од 10 до 15 дена или од 7 до 10 дена. Значи, тие си знаат, тоа се стални кооперанти, никогаш не е било проблем кај нас со исплатата. Да, како оди фреквенцијата на амбалажа и носење на грозјето, дали е сето тоа плански? Се е плански и со амбалажот и со земјоделците сме во добри односи, си планираме, нели, квалитетна, континуирана берба, нема проблем. Дали имаме поголема култура на берба на грозје во раните утрински часови да се носи, да се бери грозјето и да се пакови да се носи овде? Да, значи сите свативме дека грозјето се бере на сабајле, во раните утрински часови, кога ќе изгрее сонцето, тоа више треба да биде малтене обрано. Значи не се бере грозје во 12 часа, се бере грозје до 12 часа. Лозарите не го крие задоволството од квалитетот на произведеното грозје и од досегашните откупни цени на грозјето. Разговаравме со двајца лозари, Ѓоко Мишков и Мито Пендев. Оваа година од производството временските услови дозволија со малку повеќе добра заштита, наводнување на време, сите работи феноменално. И јас сум од Пеца Комерц и до сега 10 на 15 години сум тука клиент негов, задоволен од сите услови, и плаќање и бара квалитет, нормална работа како секоја приватна компанија. Која количина? Па јас Кардинал пред тоа носев и Рибиер. Тие ги имаме салки сорти, има и бело нешто таму од Викторија и тие работи. Претежно таква сорта околу 10 тона. Значи заштитата е примерна. Пример е заштита со добар стручен кадар, морам да кажам дека мојот брат тука у тоа фигурира доста. Со негова голема помош во таа бранша и моја ажурност во работата со целата моја фамилија. Додатен приход да кажам, не е тоа нешто поголема количина, али јас сум сега за сега задоволен. Кога има добар квалитет, не можеш да бидеш незадоволен. Од производството задоволен сум и од газата е од Пеца Комерц. Сета баа ние кои се задоволени многу, посебно од Блашко, добар е човекот, се носи, се работи Како убаво. грозје да носите? Носам и Кардинал и Мишел, носам многу добар. Да, колку година ќе произведите? Ќе произведеме
сето 5 тона 6 ќе има. Пиперката се продава по 30 денари за килограм. Интересот годинава е зголемен, но намалени се приносите. Во моментот се бере само пиперот под пластеници, за квалитетот цената е од 35 до 45 денари. Заради се поголемиот интерес од странски и домашни откупувачи за зелена и за црвена пиперка, цената на големо на оваа градинарска култура стасе и до 30 денари за килограм. Таа во моментот се откупува и како зелена и како црвена, како за домашниот, така и за странскиот пазар, вклучувајќи ги тука и конзервно преработувачките капацитети. Трговците ги отворија пунктовите, но тешко ги исполнуваат договорените количини, бидејќи пиперки нема по нивите. Се уште не е стасано производството. Заради високите температури, родот потврли, иако годинава површините се двојно зголемени. За 10 дена се очекува понудата да се зголеми, па и цените да се нормализираат. Очекуваме оваа година целото производство да се продаде по минимум 20 денари за килограм, што значи дека нема пиперки за џабе, велат земјоделците, додавајќи дека во моментот се бере само пиперот под пластеници. По зелените пазари килограм пиперки прва класа се продаваат по цена од 35 до 45 денари. Преработувачите велат дека годинава пиперките ќе држат цена од причина што ја нема и во соседството, па преработувачките капацитети во Србија, Бугарија и во Босна се насочени на увоз од земјава. Советот на општина Неготино синоќ ја одржа својата 27 редовна седница. Извештајот е на колешката Маја Алексовска. Советот на општина Неготино синоќ ја одржа својата 27 редовна седница, откако председателот го прочита дневниот ред на кој беа предложени 18 точки, едногласно со 15 гласови за беше донесен и усвоен. Без никаква расправа од страна на советниците на Советот беа донесени точките кои се однесуваа на предлог одлуките за утврдување на нацрт урбанистички планови за изградба на стамбени објекти на повеќе катастарски парцели, урбани заедници 1 и 5, нацрт урбанистички план во населено место за стопански комплекс на неколку катастарски парцели во местото Раткен Дол, како и предлог одлуки за донесување на планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичка планска документација во град Неготино, катастарска општина Тримник, Тимјане, Криволак и Пепелиште. Едногласно и без расправа беа донесени и точките кои се однесуваа на измената и дополнување на правилникот за условите, начинот и постапката за издавање лиценца за вршење на автотакси превоз на патници во Неготино, како и предлог одлука за утврдување на висината на надоместокот за користење на јавните површини за време на неготинскиот панаѓур. Околу едночасовна дискусија се водеше за точката која се однесуваше на предлог одлуката за давање согласност на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици. Прв за збор за оваа точка се јави советникот Васко Стефанов од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во кој го кажа ставот на целата советничка група. На почетокот на мојата дискусија сакам да го кажам ставот на советничката група на СДСМ. Значи, ние од практични причини ќе гласаме за оваа одлука, меѓутоа сакаме да ги споделиме нашите аргументи околу тоа што се и како треба да се направи да се зголеми бројот на ученици кои што се запишуваат во прва година во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Сакаме средношколскиот училишен центар во Неготино да биде на некој начин централно средно училиште во овој регион. Заради тоа носевме и низ одлуки да пробаме со други паралелки, не само гимназиско образование, значи насочено образование со некои специфични струки кои што би придонеле да се зголеми бројот на учениците и да се збогати асортиманот, нели, на професии кои што тоа училиште би ги понудило. Уште еднаш сакам да апелираме да менаџментот на Средното општинско училиште сериозно се зафати со една анализа на состојбите и со потребите околу тоа кои паралелки треба да бидат во прва година,
колку ученици, за да не се соочуваме со фактот секоја година да носиме одлуки за се помал и помал број на ученици. На ова одговори и градоначалникот Апостолов, кој додаде: Знаете дека секоја година ја носиме таа одлука за паралелки со помал број на ученици. Но тоа не значи дека бројот на ученици кои се запишуваат во прва година се намалува. Бројот, за разлика од минатата година, е за некој процент зголемен. И минатата, и пред таа, и минатите неколку години, може деценија и две, се носат вакви одлуки. Што не значи дека бројот на ученици се намалува во средношколскиот училишен центар. Денес имав состанок со директорката на средношколскиот училишен центар и официјален податок дека мината годишната бројка на ученици од прва година и оваа година колку има запишано е скрос иста, дополнително со тоа што рече доколку некои повторуваат. Значи, ако повторуваат, тоа не е никакво образложение. Тоа значи дека конечно не е бројката. Паралелно на тоа ние работиме на барање за формирање на други насоки кои веќе ги дадовме предлог во Министерството за образование. Имам информација дека таму веќе се вршат анализи за потребниот број на ученици кој треба да биде за таа насока која ние ја бараме да биде отворена во град Неготино. Сакам да кажам дека бројката не е намалена од мината годишната, а оваа одлука се носи секогаш пред почетокот на учебната година секоја година. По долгата дискусија советниците едногласно ја донесоа и оваа точка, како и точките кои се однесуваа за формирање на паралелки со помал број ученици и во двете основни училишта во Неготино. Едногласно и без никаква расправа се донесоа и останатите точки кои се однесуваа на предлог одлуката за организирање на Неготинскиот панаѓур и предлог решенијата за доделување на еднократна парична помош, помош поради елементарна непогода и финансиски средства за градскиот стадион во Неготино. Објавени се листите со ново запишани дечиња во детските градинки. Рада Поцева во Кавадарци и Праскичка во Росоман ќе работат со полн капацитет. На веб страницата на детската градинка Рада Поцева Кавадарци објавени се листите со ново запишаните дечиња кои од 1 септември ќе бидат згрижени во еден од 4 работни објекти на градинката. Изворче, Снежана Детелинка и Гроздоберче сепак одвоја место за нови дечиња. За нив минимален, речиси незначителен простор обезбедија дечињата кои од овој септември тргнуваат во основно училиште, односно прво оделение. Во просек по 15 нови дечиња вкупно генерацијски распоредени по групи ќе влезат од следната седмица во секој од 4 објекти на градинката. Дечиња родени од 2010 до 2014 година за прв пат ќе посетуваат градинка, од таму велат направени се максимални напори за формирање на оваа бројка и прием на нови дечиња. Листата на која се уште чекаат деца за упис е доволно долга, или на неа се уште вкупно 200 дечиња за упис, но капацитетот на детската градинка Рада Поцева повторно е над дозволеното, што значи со максимално залагање на вработените и стручниот тим ќе се работи со полна парја и според планот и насоките на ресорното министерство. Секоја од групите е максимално исполнета, но предучилишното воспитување на децата и понатаму ќе се дава стручно и со целосна посветеност, велат од Кавадаречката градинка. Со полн капацитет и максимална исполнетост на новата листа од септември ќе работи и детската градинка Праскичка во Росоман. Оваа градинка летово не направи пауза, како што велат оттаму, за да бидат задоволени потребите на родителите, на кои токму во сезоната за обавување на земјоделските работи најпотребна им е грижата за нивните најмили. И во Праскичка објавен е списокот на ново запишани дечиња, а со тоа и исполнет слободниот простор кој го оставија дечињата што од септември ќе бидат првачиња. Интересот е голем, капацитетот максимално исполнет, она што останува е стручно и посветено и понатаму да ја вршиме нашата должност, информираат од градинката во општина Росоман.
И годинава во Велес од 9 до 11 септември ќе се одржи фестивалот на пита и вино. Организаторот најавува учество на 50 на производители на вино и пастрамајли. Општина Велес ги заврши подготовките за годинешната питијада. Фестивалот на пита и вино ќе се одржи од 9 до 11 октомври. Според најавите на организаторот, годинава е предвидено да учествуваат вкупно 50 на производители на вино и пастрамајли. Од локалната самоуправа велат дека манифестацијата придонесува за подобрување на локалната економија. На минатогодишната питијада, освен учесниците, екстра профит оствариле и сите дуќанџии. Оваа манифестација токму во сегментот на економскиот дел минатата година ги надмина сите очекувања. Ја очекуваме оваа година да се потврди. Значи, бенефит имаат не само кафулињата, не само производителите на пити и на вино, бенефит имаат и продавниците, маркетите, видејќи знаете дека минатата година комплетно се беше отворено, дури имавме и позитивни сегментот критики на тоа дека од одредени стопанственици дека таков промет не направиле низ цела година колку што направиле тие 3 дена. За добрата забава на гостите ќе се погрижат 20 на музички имиња од Македонија и ѓу просторите. Миле Кузмановски, Тамара, ДНК, македонските финалисти од X Factor, Парни Ваљак се дел од музичарите кои ќе настапат на годинешната питијада. Продолжена музичка забава ќе има за помладата публика. Сабота забавата ќе стартува уште во раните часови, негде после 12, односно 13 часот со настап на велешките бендови, фолклорните ансамбли, за да кулминира во вечерните часови со младите македонски финалисти од X Factor, потоа младиот Трајче како гостин на Владко Лозановски, Тамара Тодевска и секако хрватскиот мегабенд Парни Ваљак. И оваа вечер после завршувањето на настапот на Парни Ваљак ќе организираме афтер парти, овој пат на ракометното игралиште во градот парк со диџеј Никефор и 3 диџеи од Велес. И годинава питијадата ќе се одржи на улицата пред гимназијата. Продолжено работно време ќе добијат сите угостителски објекти, а ќе се воведе и времен режим на сообраќајот. За гостите од другите градови ќе се обезбеди и паркинг простор за возилата. Велешката питијада се организира 12-та година поред. Утрово градоначалникот на Кавадарци Александар Панов имаше заеднички појадок со ликовните уметници, учесници на ликовната колонија Михајлово Кавадарци 2015. Така како што му доликува на градот на грозјето и виното, со широка гостопримливост и топла дружелюбивост, поминуваат од бројаните денови на ликовните уметници, учесници на 20-та јубилејна ликовна колонија Михајлово Кавадарци 2015. 40 на ликовни уметници од Македонија, Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Словенија и Косово од минатиот четврток сместени во хотелот Унипалас заедно се дружат и творат. Утрово на заеднички појадок им се придружи и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, кој при тоа за телевизија КТВ изјави. Крајната вистина и позадината на ова дружење сепак на ова ликовна колонија е сепак дружењето. И мислам дека ова беше уште еден добар пример не само за Кавадарци, туку и пошироко, кога на едно место ќе се дружат или ќе бидат заедно, ќе творат уметници од целиот Балкан. И тука, како што и сами можевте да видите, дека не се расправаат политички теми, уметниците се вистински пример за политичарите, бидејќи на ова веќе меѓународна ликовна колонија 20-та поред, видовме уметници од Грција, од Бугарија, од Турција, од целиот Балкан, да не ги набројувам, како заедно дружат, како имаат заеднички јазик и немаат никакви предрасуди помеѓу себе. Посебно е задоволството што и од овие држави ни дојде врвот во Кавадарци и мислам дека ова е една од најквалитетните, ем јубилејна, ем најквалитетна ликовна колонија досега.
Јас, еве, можеби уметниците беа први кои што ги поканив на Тиквешкиот гроздобер. Како што кажавте, ова е добра увертира за културната недела која што се случува на Кавадарци и Република Македонија. И во оваа прилика, еве, би сакал и покрај вашиот медиум да упатам еден апел до сите македонци, сите граѓани на Република Македонија, како и на целиот Балкан, таму каде што стига вашиот глас, да бидат гости на Кавадарци, да ја почувствуваат добрината на кавадарчани и да го почувствуваат духот на грозјето и виното. Синоќ во Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино беше отворена изложба на фотографии на Саимир Ахмети од Тирана, Албанија. Синоќа во фоајето на Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино беше отворена изложбата на фотографии на Саимир Ахмети од Тирана, Албанија. Изложбата насловена Отцепување беше во организација на Неготинскиот Центар за култура заедно со Министерството за култура на Република Македонија. Инаку Саимир Ахмети по професија уметнички менаџер, со фотографија започнал да се занимава последните неколку години, а првите контакти ги имал на предавањата за фотографија на Факултетот за уметност. Ликовниот уметник од гостива Рашид Ахмети за Саимир кажува дека е тој полиглот, познавач на многу јазици, а од неговите фотографии може да видиме дека го има и го користи познавањето на ликовната уметност. Во центарот на неговите фотографии е дрвото како символ на вечноста, за разлика од свеќето, чија што убавина е минлива, морето како синоним на движењето, архитектурата и осаменоста. Композицијата се карактеризира со правилото на третината. Во фотографиите се гледа љубовта кон природата, архитектурата, портретите и применетата уметност. Оваа изложба се нарекува Отцепување, преку која авторот сака да го раздели урбаното од природното, духовното од материјалното, совршеното од обичното. Играјќи со светлината создава магија, носи енергија и напнатост. За Саимир уметноста е една од мостовите која ги зближува луѓето и затоа, како што вели самиот, неопходна е во иднина заеднички да продолжи соработката помеѓу Македонија и Албанија. Од утре започнува отворената забавна фудбалска школа во Кавадарци. Ќе учествуваат околу 200 деца на возраст од 6 до 12 години. Отворената забавна фудбалска школа започнува утре во 8 часот на градскиот стадион во Кавадарци. Годинава ќе бидат опфатени околу 200 деца на возраст од 6 до 12 години. Во наредните 3 дена децата ќе изучуваат фудбалски вештини. Заедно со нив ќе работат професори по физичко воспитување и спортски работници. Вклучени се 12 тренери и исто толку асистенти. Стадионот ќе биде поделен на 12 помали игралишта каде ќе се тренира. Отворената забавна фудбалска школа се одржува неколку години поред, а истата овозможува покрај спортувањето и забава и дружење. Отворената забавна фудбалска школа ја организира Данска асоцијација во соработка со Норвешкиот фудбалски сојуз, кој е финансиран од УЕФА и владите на Данска, Норвешка, Шведска и Финска, како и локални спонзори. Од 2005 година досега со проектот се опфатени повеќе од 30.000 деца, се едуцирани 2.500 лидери и тренери волонтери од 252 различни општини и 352 локални фудбалски клубови. Отворената забавна фудбалска школа оствари соработка со стотици илјади луѓе од различни региони и земји. 2 бронзени медали за борачкиот клуб Неготино од Неготино на меѓународниот турнир во борење Прилеп 2015. Во организација на боречкиот клуб 7 мај Леов во саботата на 22 август во Прилеп се одржа меѓународен турнир во борење за младенци и кадети Прилеп 2015. На овој меѓународен турнир учество земаа 50 надпреварувачи од околу 6 боречки клубови во Македонија, еден од Косово и еден боречки клуб од Република Србија. Учество со тројца борачи на овој турнир зема и боречкиот клуб Неготино од Неготино, на кој освои 2 медали. Во младенска конкуренција категорија до 85 килограми слободен стил борење, Усеин Мечов го усвои 3-то место и се закити со бронзен медал. Во истата конкуренција и категорија настапи Андреј Христов, а бидејќи е многу млад, Андреј не успеа да обезбеди пласман. Во кадетска конкуренција категорија до 63 килограми, Роберт Костовски го освои 3-то место и бронзен медал, вели тренерот на боречки клуб Неготино Јане Мелов. Како што истакнува тренерот Мелов, борачите од Неготино се наоѓаат во припремен период, а она што е следно е учеството на меморијалниот турнир во борење Александар Кајлајџиев.
На 5 септември на покана на боречкиот клуб Бучим од Радовиш, инаку на последното вонредно собрание на Федерацијата за боречки спортови на Македонија, одржано во Скопје во присуство на 34 делегати од 17 боречки клубови од Македонија, беше избран и нов председател, доктор Ванчо Чифлиганец, а се изврши избор на членови на новиот управен одбор, во кој е избран и неготинскиот борач, боречки тренер Јане Мелов. На крајот од вестите и прогноза за времето. Следува период на стабилно и суво време со постепен пораст на температурата на воздухот. Температурите нема да бидат многу високи, па кон крајот на работната недела на југоисток од земјата ќе достигнат до максимални 37 степени. Утре ќе биде сончево и топло со температура до 35 степен. Со временската прогноза го завршуваме ова издание на регионалните вести. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието, ви посакувам секое добро со нашата програма.